Здраво, здраво и овој петочен ден, каде што верувам дека очекувавте да стартуваме во секое брзо време, бидејќи имаме денеска многу важни информации да споделиме со вас. Специјален гостин ќе го дознаете подоцна, имаме јавување во живот Сити Мол. Еве што ќе гледате денес. Денеска во ексклузив. Сергеј манијата присутна и на Black Friday. Вклучување во живот Скопје Сити Мол. Гостин во студио. Најмокниот машки вокал во Македонија. Ги пееме најголемите хитови со Владко Лозановски. Ако има надеж, ако има трошка надеж. Гледајте ексклузив вечерва, 18:30 на 1 ТВ. Ви откривме веќе делумно на што ќе се случува во денешното издание на Ексклузив, а во моментов ја бараме нашата колешка Кристина Весич, каде веќе на локација Скопје Сити Мол, онамо каде што се случува вистинското лудило со Сергеј манијата, и да видиме што се случува и каква е таа атмосфера таму. Дали имаме Кристина на линија? Кристина, се слушаме ли? Ние те гледаме. Секако дека ме имате, јас совршено ве слушам, а знам дека и ме гледате. Прекрасно изгледаш. Што се случува таму, Кристина? Ти благодарам, Нина. Black Friday, дали има многу тука се луѓе? Што се случува да ни кажеш? Знаеш како доаѓа 7 дена подоцно, повторно сум на истото место и ја продолжуваме оваа Сергеј манија, како што ви ветив и минатиот петок. Денеска имаме Black Friday цени, имаме многу повеќе луѓе, многу поголем интерес за целата оваа Сергеј манија и многу повеќе изненадувања кои што можам да ви ги најавам за деновите кои што доаѓаат, односно сабота и недела. Имаме изненадување, односно Сергеј ќе облекува и машко и женско. Нешто да ни објасниш околу тоа, знаеш ли? Секако, Стефан, ти веќе малку откри. Оваа сабота и оваа недела заедно со Сергеј од тука ќе имаме 1 час отворено студио. Знаете дека вие сите кои што ме гледате во овој момент треба да си дојдете во Сити Мол облечени во жолто-црна комбинација. Оние кои што ќе бидат тип-топ средени ќе си добијат целосен аутфит од глава до пети, нели одбран од Сергеј со моја помош. Што можевме да видиме веќе од претходната недела, а помена многу добро со Сергеј од заминувањето во ова студио, па се до Скопје Сити Мол. Каков е планот за денеска? За денеска планот е првен да го дочекаме Сергеј токму тука, лудилото да почне, да го тргаат од перика, да имаме многу задоволни купувачи на маички кои што ќе се сликаат и кои што ќе добиваат автограми. Така да мое само да ве повикам да дојдете во Скопје Сити Мол и да дозволите оваа Сергеј манија да ве зафати токму вас. Така, веќе ти си таму, ќе следи се што се случува денеска во ова голема лудорија нели во Скопје Сити Мол и секако ќе ги присобере сите информации кои што ќе можеме да ги презентираме и во текот на викендот, а секако и сите детали во ексклузив за понеделник. Кристина, тука некаде Ќе ти се заблагодариме за јавувањето во живо, ќе видиме после 7 часот што се случува таму. Ние продолжуваме со ексклузив, а како што знаете, денес имаме ексклузивен гостин, па ќе ви го најавиме и Владко Лозановски. Владко ќе може да повели во нашето студио за секој момент, но пред тоа да го почекаме. Така е, Владко. Хитмейкерот на сите големи македонски хитови кои што знае добро да ги... нашето студио. Добро најдов. Добре ни дојде. Ајде вака. Како Повели си? седни на нашето прекрасно. Благодарам. Колку е прекрасно Малку чувството. гужван из град, малку соколите. Се стигнали на време. Па да, од двај е некако многу гужва вистина. Тука си сега, тука си надевам сега. дека не ви направи проблем со настанието. Таман се е тука. Како ти се видели? допаѓа нашето ново студио? Прекрасно, Тоа е одлично. прво да те прашаме. Тоа е најбитно што има пријатна атмосфера, тоа е. Морам да признам дека ти си човекот кој што прави во последно време навистина добро слушани квалитетни песни кои што можеме слободно да кажеме дека се хитови. Дали за тебе сметаш дека ова 2018 е твоја година? Па да, тука само ќе те поправам. Јас ги изведувам фактички, а тие што ги прават тоа се Лазар Цветковски и Магдалена. Тој тим ти што го представуваш, нели? Да. Тие се главните столови. Да, можам да кажам 2018 дека ми беше една од поуспешните години во мојата кариера. Морам да кажам дека фактички ова е мој јубилеј од 10 години. И не запираме тука, се уште одиме, играме работиме на случајот. Има уште многу нови песни и тоа е тоа. Дали за оваа успешна година е виновник најмногу километри? Па да, може да се каже. Километри некако ни даде, како да кажам,
некој навев, некој ветар ги помогне оние другите песни кои што ги извадивме оваа година. Се вкупно 4 песни за оваа година. Првично беше Камо тебе да ти имам, па Километри, па Јако и последната му е Надеж. Вотко, ова клавиатура тука не е за џабе. Сакавме да ја чуеме Километри, но ќе ја слушнеме на крај, а пред тоа би сакале да ја слушнеме твојата најнова песна, твојот најнов хит Надеж. Може ли? Може, како Како за почеток. Повели на твоето Ајде. место, можеш да ја слушнеш. Јас, кажете ми од режија каде да седам за да не сметам. Да Може си седнам, слободно тука ќе се седнам да уживаме во прекрасната Може изvedба тука на до мене. Владко. Повели. Драги гледачи, уживајте. Може. Што е добро, кратко трае, знај. Но нашево нема да престане. Само сакајме, биди до мене. После се што ние двајца поминавме. Ако има надеж, ако има трошка надеж, ко првиот ден да сме јас и ти. Ако има надеж да се роди нова надеж, ќе бидеш до мене, љубов ти. По лицето траги од маскара и талог од кафе остана. Та горчина што ме убива, можеш да ја замениш со насмевка. Насмевка. Ако има надеж, ако има трошка надеж, ко првиот ден да сме јас и ти. Ако има надеж да се роди нова надеж, ќе бидеш до мене, љубов ти. Ќе бидеш до мене, љубов ти. Браво. Thank you. Одлично, повели на твоето место. Одлично, јас уште ќе давам, мислам дека да нема можам да да биде давам доволна аплауз. 10 дена, аплауз 10 дена ќе давам аплауз. Одлична песна. Добро, немавме ни многу време да се наместиме, директно само го наместивме и клавиатурата, Како што се микрофонот. наместивме, одлично звучеш. На брзина беше Супер, баш одлична ми има. песна. Што се случува со оваа песна, кажи ми? Дали е една од твоите омилени песни, може да се каже, пошто се осеќа твојата емоција кога ја пееш? Па добро, во принцип секоја последна моја песна си ми е на некој начин умилена, може би поради тоа што е таза песна на некој начин. И кога има така емотивни моменти, обично баладите ми повеќе ми лежат и они брзите песни некогаш ги правам да звучат како балада и гледам дека на луѓето тоа им се допаѓа и гледам што повеќе да ги изненадувам со такви видеа. Така да Надеж е пред 2 недели изведена. Тоа е промовирана на YouTube, добро оди, гледам дека има добра слушаност. Дефинитивно. И тоа е тоа. Јас и Нина ти подготвивме настрана од ова една игра. Да видиме колку Малку ти да те можеш опуштиме. да читаш од усни. Тука скривме нешто, ако можеш да видиш. Ајде. Подај ги Да, слушалките јас ќе на се Нина. погрижам Да веднаш видиме бидеме колку ти можеш да ефективни. читаш од усни. Ајде да Ајде, видиме. треба јас да ги ставам. Ти ќе ги ставиш, Ти ќе таа ги ќе пушти ставиш, музика, јас ќе а ти треба да ни пуштам, читаш само да ми од го даеш усни. кабелчето. Ајде. Малку ќе се забавуваме да Малку видиме. забавување, така е. Стефан знам, прв. за мене Јас ќе бидам многу. дош. Мене ќе ме пратиш. Ќе биде интересно. Значи, ова ќе биде Интересни јако зборови вака. имам. Значи мене треба да ме пратиш да погодиш. Кажи ми кога може Чекај, веќе само. пуштив музика. Ајде, се објавам. Дали слушаш? Слушаш нешто? Не слушам ништо. Гледам мене. Ајде. Врвка. Врвка.
Врвка. Тешко В? дело. Врвка. Врвка. Врвка погоди. Браво, браво. Идеме. Одиме второ. Ајде, читай ми се. Тичка. Тичка. Книжка. Ајде уште еднаш. Уште. Тичка. Се чита? Тичка. Не може, ништо, одиме со друг. Ајде, Писта. Не знам. добар си, добар си. Екзотика. Екзотик. Само на мене не ми чита, треба мене да ме чита. Ајде, Нина, потруди се малку. Ајде. Штурец. Столица. Штурец. 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 Ете И уште едно. Тарантула. Тарантула. Таратура. Добро. Тарантула. Клавиатура. Тарантула. Т. С? С? Тарантула. Тарантула. Температура. Не поводи, не поводи. Температура. Одиме ли уште едно? Ние не Ајде, може уште едно. завршуваме. Уште Ајде, едно. еве јас ќе бидам. Ќе дај ти ми, дозволиме. да. Ајде. Ке ми пукне душата. Ќе ми пукне душата. Така е, така е. Можеш да ги Може? извадиш. Можеш да ги Одлично. удеш. Добро, имаш Добар повеќе беше. зборови, Добар, оди добар Добар беше. си, добар си. беше. А што добар. беше тоа претходно? Тарантула. Ево, тука да не ти пречи Тарантула. повеќе, да. Добро Владко, музично, браво. дали се чувствуваш дека си звезда? Звезда. Па не знам, јас не е многу искрено. Гледам дека сум јавна личност, пејач. Те тоа е доживуваат како таков? Ти се обраќаат како таков? Те Па да, третираат да. како таков? Па мислам дека има моменти така, но гледам тоа да не го А во злоупотребам. кои ситуации не би сакал еве да си Владко Лозановски? Па не знам. Еве, например, денеска Black Friday, например. Би сакал што повеќе, ако покомотно да појдам во некој дуќан и да видам, например, што се случува, но Така, без да застануваат. без да има онака зјапања, без да има застанување. Пример во тие случаи, иначе не ми е ни тоа проблем, искрено. Дали е вистина дека избегнуваш да одиш во кафејани од чиста причина дека ќе те повикаат повторно да го фатиш микрофонот и знаејќи дека имаш добар глас, повторно да запееш нешто? Па не би рекол. Мислам, јас обожавам искрено да пеам, но има моменти кога, например, друштвото ме вика онака чисто да се опуштиме и се нормално има моменти кога пријателите ќе земат по некој чашка алкохол, а не би сакал, например, да пеам кога би бил под одреден промил на алкохол, искрено поради тоа можеби. Кажи ми, а добиваш ли непристојни пораки од девојките на Инстаграм, на Фејсбук? Да. Има ли така? Има ли така? Има, да. Што е еве најнепристојна Има све. порака? Има све. Ќе ни издвоиш ли едно? Па има и например и некои работи кои што луѓе не може ни да ги замислат искрено. Така? Да, не би сакал Значи не е многу лесно да- си Владко Лозановски. Не е лесно. Не е лесно. Не е А и лесно. многу од коментарите се што пристигнуваат на наш адрес е дали на вистина Владко е толку скромен пред камерите и зад камерите. Па во принцип сум таков како што сум, еве како што сум сега. Во принцип не гледам да глумам, тоа што ми иде природно тоа да го правам, така да кој што ме знае добро, ме знае. Дали мислиш дека токму таа твоја особина ја купи публиката? Па можеби, можам да кажам дека една од особините можам да кажам дека им се минус и плюс, но еве последние неколку 10 години претпоставувам дека тоа е плюс. Така го доживуваш. Да. Кажи ми, имаш многу понуди за странство, така? Има, да. Размислуваш ли за музичка кариера надвор од Македонија? Песни на друг јазик? Па видете, сега музиката реално нема граници. Музика како музика треба да се испромовира секаде. Мене ми е баш мило што мојата музика баш на македонски ја слушаат и околните држави од овој регион, дури и подалеку, така да на некој начин и го учат нашиот јазик. Не само што тие, туку и нашите тука, јас би сакал што повеќе да го научат македонскиот јазик, поради тоа што некако се оттуѓуваме од тој наш јазик. И зошто да не, кога би излегла некоја добра прилика, би направил и такво нешто, така да, како што кажам, музиката нема граници. Владко, Публе, сакаш нешто да го прашаш дополнително? Ќе те оставам тебе На како мене ли дама, ќе еве како оставиш? дама. Еве вака, Предност. знам дека многу мина сака да знаат на твоето љубовно поле што се случува, па и така некако ќе привршуваме и ќе сакаме да слушнеме нели километри. Што се случува на тоа поле? I'm available. Сингл си? Да.
Дали постои некоја личност која што тебе ти го фаќа, колку тоа е километри далеку од тебе? Па има секогаш, нормално. Ја реално сум под хороскоп браки, така да емотивно многу се... Јас сум раки, јас сум раки. Многу се врзувам со многу личности, така да секогаш има. Дали може обожавателка да ти биде девојка? Па зошто не? Може да биде. Може било која. Ајде да видиме дали ќе освоиш сега со изведба на километри. Километри во живо. Ајде да видиме, сигурно ќе Јас имам предизвик. Јас и Нина се одјавуваме тука и ќе го напуштиме студиото, а ти после километри сакам да одјавиш емисијата. Јас да одјавам? Ти да се обратиш на обожавателката. На обожавателите, обожавателките и да одјавиш. Откако ќе испееш. Ќе ти дозволиме. Ваше. Ајде, ми беше многу драго. Нина, јас и ти напуштаме студиото. Многу ни беше драго. Драги гледачи и нас, ќе му дозволиме на Владко да си ја испее својата километри. Ајде да видиме како тоа ќе изгледа. Чао, чао. Грешна боја. Километри бројам далеку од себе. Километри одам далеку од тебе. Далеку од дома, далеку од се што има, од се што има. Најдов фотографија во црно-бело, а на неја ние сме заедно на денот. На неја гледам среќа, на неја гледам се што имам, се што имам. Ми фали тој мирис на јоргован, ми фали тој мирис, мене душа да ми гали. Mi fali za velik den jaz da si dojdam, mi fali da sam doma. Mi fali tvoj miris na jorgovan, mi fali tvoj miris, mene duša da mi gali. Mi fali za velik den jaz da si dojdam, fali da sam doma. Kilometri brojam daleku od sebe. Kilometri odam daleku od tebe. Daleku od doma, daleku od sve što ima, od sve što ima. Fali toj miris na jorgovan, mi fali tvoj miris, mene duša da mi gali. Mi fali za velik den jaz da si dojdam, mi fali da sam doma. Mi fali tvoj miris na jorgovan, mi fali duša da mi gali. Mi fali za velik den jaz da si dojdam, mi fali da sam doma. Ćao, ja sam Lozano, a vi gledate Ekskluziv. Ćao.